Согледувајќи го огромното значење на пописот за целокупниот развој на македонската држава, НСДП на третиот конгрес донесе резолуција за спроведување на попис на населението, домаќинствата и становите како една од најважните статистички операции. Денес Македонија заедно со Сомалија останаа единствените држави во светот кои што немаат спроведено попис. Бидејќи започнува расправата за буџетот за 2014 година, пратениците од НСДП поднесоха амандман со кој што предлагаме да се обезбедат средства во висина од околу 11 милиони евра, дел од ставката економска промоција или поточно од ставката за саморекламирање на владата и дел од ставката за реконструкција на административни згради и да се пренаменат за одржување на успешен попис во Република Македонија. Пред 2 години владата на Република Македонија одлучи да го прекине пописот со образложение дека спречува голем фалсификат. Македонската јавност до ден денес не дозна кој се обиде да го направи фалсификатот и дали некој е повикан на одговорност за залудно потрошените 14 милиони евра за прекинатиот попис. За НСДП нема дилема дека ВМРО ДПМН го прекина пописот затоа што ќе се соочеше со многу непријатни податоци, како што се бројот на иселени лица од Македонија, возраста на која заминале, со какво образование се тие, колку е реален избирачкиот список, колкава е сиромаштијата во државата, колкав е ефектот од силните и скапи владини реклами за наталитетот и слично. Политиките кои ги води владата на Република Македонија и самиот премиер Груевски допринесува Македонија да биде рангирана на првото место по мизерија во светот, држава со над 30% невработеност и сиромаштија, а лошите економски услови да бидат првата и најважна причина граѓаните да напуштаат државата, а еден огромен дел да земат и државјанство од други држави, најчесто бугарското. Бројот на македонците кои што се стекнале со бугарско државјанство, заклучно со 15 јануари 2012 година, изнесуваше 44.211, а на 31 декември 2012 51.897. Извештајот на Светската банка Македонија рангира на 23-тото место во група од 25 држави со најмногу емигранти, заедно со Самоа, Газа, Сао Томе и Принципе и Гранада. Исто така Светската банка објави дека 447.000 македонски граѓани се иселени од државата, што представува дури 21,9% од вкупното население на Република Македонија. Исто така, контрадикторни се информациите од одредени државни институции. Например, Државната изборна комисија заклучно со 30 ноември 2012 година објави дека во единствениот избирачки список се запишани 1.749.038 граѓани со право на глас, додека во Фондот за здравство на Македонија во декември 2012 година биле регистрирани 1.744.237 осигуреници во услови на задолжително здравствено осигурување. Веројатно ние сме единствената држава во Европа каде што бројот на осигуреници согласно Законот за задолжително здравствено осигурување и бројот на запишани лица кои што имаат право на глас во единствениот избирачки список е идентичен. Не можеме да прифатиме министерот за финансии да изјавува дека за наредната година нема да се спроведува попис со образложение дека нема пари во буџетот. Затоа ги повикуваме сите пратеници да го поддржат амандманот и во 2014 година конечно во Македонија да се спроведе успешен попис.